Ракометниот клуб Пелистер го доживеа и вториот пораз на домашен терен сезонава. По поразот од екипата на Прилеп, во Битол овој пат во рамки на осмото коло од ракометната македонска суперлига славеше вториот тим на Металург. Домакините во овој надпревар влегоа како големи фаворити, но во ниеден момент не ја оправдаа таа улога која требаше да ја покажат на теренот. Ракометарите на Касим Каменица се чини како да ги потценија младите надежи на Металург, па уште во првото полувреме видовме на доста тврда игра и доста изедначен резултат. Домакините само еднаш успеаја резултатски да се одлепат во првиот дел, и тоа на само 2 разлика, што за инспирираната екипа на Металург 2 не беше никаков проблем да биде достигната, па на полувреме се отиде со резултат 15-15. Домашниот тим, иако десеткуван со повредени играчи, имаше подолга клупа од гостите, но ни таа предност не беше доволна за триумф. Во вториот дел Каменица се одлучи да ги внесе во игра Николич, Чантурија и Димитровски, кои направија позитивна разлика во играта, но повторно зелено-белите не направија разлика поголема од +2. Па така гостите со својата борбеност стигнаа до победата која се чини повеќе ја посакуваа од нивните домакини. Публиката која беше присутна во спортската сала Младост сведочеше на вистинска драма на самиот крај од надпреварот. При резултат 31-31 домакините имаа напад за победа. Каменица го искористи правото на тајм-аут и ги советуваше неговите играчи, но се чини недостасуваше концентрација во домашниот тим. Српскиот интернационалец Павле Павлович, кој постигна 4 погодоци и можеше да биде вистински херој во надпреварот, на крај беше трагичар, бидејќи по една негова грешка во последниот напад, Арсеновски тргна во контранапад и го совлада Колев на 3 секунди до крајот за големо славје на гостите и конечен резултат 31-32. Во домашниот табор и во овој надпревар најинспириран беше Боријан Маџовски кој постигна 6 погодоци, додека по 4 постигнаа Бојан Маџовски, Павлович и Везенковски. Кај гостите одличен надпревар одигра Велковски кој беше единствениот двоцифрен со 10 погодоци, додека Танковски и Лазаревски постигнаа по 5. Сега предстои интернационална пауза која би требало Касим Каменица да искористи и да ги консолидира своите редови, а во наредното 9-то коло кое е закажано за 12 и 13 ноември, битолските зелено-бели ќе гостуваат кај уште една јуниорска екипа која е дел од Суперлигата, односно кај тимот на Вардар Јуниор во Скопје.